Добре дојдовте во Македонија наутро, ова е третиот час, после вестите во 9 часот, уште еден убав разговор и навистина честни е што ќе го имаме следниот соговорник тука во студиото на Македонија наутро, светски, а наш тенор. Во Македонија си е сега предпразнично и верувам дека нема ништо поубаво кога годината ќе ја заокружи со настапи пред својата, пред домашната публика. Неговото присуство тука во Скопје, секако го искористивме да упатиме покана, да ни биде гостин во Македонија наутро. Веднаш, без многу двумење, благо ја прифати, благо и Нацовски, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов, иако не ми е лесно овоку рано да станувам и да доаѓам во студио, сепак ја прифатив поканата, бидејќи втора година поред како што се договарам и никако да се договориме. Сега кажа време е веќе. Време е да дојдам во студио кај тебе. Не, за среќа за едно околу час ќе имам и проба во Македонската опера и балет, така што еве, ова нека ми биде расонување, односно размрдување на гласот пред пеењето. За кратко. Направи една кратка проба тука, кога кажа рано станувам, така некако си го Па не, добро студио, мислам дека има и добра акустика, може да се пее овде. Може би имам запеано пред многу години. Сега не ми текно. Дури како дете мислам овде во една детска емисија. Може и да побараме снимки по архива, ова е интересен пред многу години. Добро утро, Ване, добро утро. Уште еднаш травијата се подготвува на 17-ти, затоа е всушност и пробата после гостувањево, но ќе дојдеме и до тоа. Убаво е да се биде дома пред публиката, пред својата македонска публика. Дојден се и тоа не само за едно дружење со публиката, се случи прво еден концерт пред неколку дена. Токму така, во петокот одржав еден целовечерен концерт исто во Македонската опера и балет, каде што ми гостува Билјана Јосифов и Владимир Сазовски и пијано придружба на Јанинка Невчева и секогаш е поинакво чувството кога настапувам пред мојата публика, пред македонската публика. Не можам ни да го опишам точно разликата што значи тоа во однос на публиката во другите држави каде што настапувам, меѓутоа е доста интересно. И морам да признам дека публиката во Македонија навистина знае да ми даде огромно внимание, како на социјалните мрежи, така и во секојдневието. И може би тоа ме прави и уште повеќе одговорен, да чувствам уште поголема одговорност кон нив. И затоа концертот во петокот беше со едно посебно чувство и мислам дека помина убаво. А како што рече, еве, оваа година, а истото се случи и лани, ја заокружувам со настапи пред мојата публика, значи пред македонската публика. Задутре во салонот на Македонската опера и балет ја настапам во улогата на Алфред во операта Травијата, а на крајот на годината, односно на 29 декември, по подолго време ќе настапам и во Битола на еден новогодишен концерт со нивниот камерен оркестар во Центарот за културата. Остануваш до 28 тука или ќе се вратиш прво до Италија? Ќе морам да заминам, имам некои обврски веќе во понеделник, така што викендов заминувам за Италија, ќе се вратам повторно 2 дена пред концертот во Битола. Само да кажеме дека првиот концерт се викаше од Скопје до Неапол, со символика некоја, зошто тоа така? Па размислав дали да му дадам наслов и каков наслов да му дадам. Едноставно насловот го измислив малку на брзина, меѓутоа има две причини. Односно, последниот дел од програмата, оние 6 точки беа наполитански песни, кои што јас повеќе ги потпенувам во домашна атмосфера отколку на настапи и решив овој концерт да го завршам со нив. Значи, од Скопје, роден сум во Скопје, заминат и, да речеме, го завршувам со Неапол. А втората причина е заради тоа што пред да дојдам во Македонија овој пат, бев на приватна прошетка низ Неапол на неколку дена и ми се случи во еден ресторан да ме препознаат и да ме натераат да пеам. Имаше една пејачка и така натаму и
Јас сакам ми вели да ви исполнам некоја желба. И јас си кажав една наполитанска песна. Не ја знам, она ми вели, како викам, вие не ја знаете, вие сте од Неапол, а јас да ви ја кажам, викам, јас ќе ви го кажам текстот. Сигурно тоа им значило многу. И запеавме и во тој момент решив, нека ме поправат на Кајрон, ме напишале со нациоски. Се извинувам, да, колеги од режија. Да, и таму отпеавме една, потоа две наполитански песни, во тој момент решив овие две ќе одат и на концертот во Скопје. Односно, генерално решив на концертот во Скопје ќе ставам и наполитански песни. Така што сите тие случаи заедно придонесоа и до насловот на концертот, а и до некаде и до програмата. Сепак, и уметничкиот дел на еден уметник, на еден оперски уметник во случајов, е поврзан со секојдневието, со она што ти се случува, и тоа влијае на креацијата, на уметничката креација. Така. Кога зборуваме за креацијата, морам да го вратам периодот кога се соочувавме со почетоците од COVID-19. Так. Италија беше во голема криза, тогаш ние комунициравме, имавме едно онлайн интервју. Так, се сеќавам, да. Тогаш не ти падна духот, тогаш некако ја свати некако суштината на целата таа криза, дека треба тогаш да бидеме сите заедно едни за други и некако ги мотивираше луѓето преку различни креативни видеа, некако не дозволи да паднеш ни ти, не дозволи да падне ни твојата публика, ни луѓето што те следат. Во Италија те гледав и во едно неодамнешно интервју кај нашиот колега Марко, кажа дека сега ситуацијата е доста поразлична за разлика од тоа што беше минатата година. Во театрите веќе, во оперите вратена е 100% публиката. Замисли, од најлоша ситуација сега Италија е во најдобра. Во моментов, или една од најдобрите на светот. Во Европа сигурно помеѓу 3-4 најдобри земји во моментов. И за среќа тоа се чувствува, мислам, животот е вратен скоро во нормала. Освен носење на маските во затворен простор, немаме некои си рестрикции. Веројатно тоа се должи на високиот степен на вакцинација. Во Италија 87% се целосно вакцинирани. И иако има многу заразени, навистина бројките се исти како лани, меѓутоа скоро никој не завршува во болница, што значи дека да, вирусот си се движи на секаде, меѓутоа клиничката слика е многу полесна. Не се заболуваат тешко, ете тоа. Како што и јас го поминав, со обична настинка и така натаму. Но моментот не беше се значи со публиката, кога се тоа, сега тоа е до тој дел одговорот. Од 1 октомври оваа година и целосно се отворија театрите за 100% публика. До тој момент беше само со 50%, како што е кај нас во моментов. А од 1 октомври започна салите да се полнат до 100% капацитет и тоа е еден голем успех, што не е и за некои други земји како, не знам, Германија, Австрија и така натаму. Тоа ни не достигаше нас, што ги газиме тие штици на таа сцена и адреналинот што ни го дава таа публика, тие полни сали ни не достигаше. Адреналин кој што ни е потребен и за успешното настапување на сцената, а се разбира недостасуваше и на самата публика, недостасуваа настапи. Недостасуваа представи, концерти и така натаму. Значи, едно взаемно подобрување на целата ситуација во моментов. Така, што многу значи за уметниците, но кажа значи и за публиката. Не испушташ во интервјуото да кажеш, ке те цитирам, прекрасно е кога ти се остваруваат со ништата од детството и си го следиш тоа целиот живот.
Сонува ли Благој се уште? Јас подготвив многу прашања. И кога сватив дека дел од нив сигурно нема време да имам да ги поставам, затоа што сакав акцент да дадеме на повеќе на настаните кои што те се слушуваат месецов во Скопје, но морав оваа прашање да го поставам бидејќи си навистина долго време веќе во Италија и не само во Италија, амбасадор си, светски наш амбасадор на македонската култура. Дали затоа сакам да прашам дали сонуваш уште или сега ги реализираш само оние соништа од порано? Да, ги реализирам се уште, се разбирам, меѓутоа соништата претпоставам дека никогаш не згаснуваат. Мислам дека и доколку не би сонувал се уште, не би имал цел, не би имал нешта кон кој што се стремам. Така што тие си се постојани и во некои моменти тоа ме прави да се чувствам, не знам дали да речам како дете, меѓутоа да, како тоа е суштината, како дете, да. До некаде. Одговорно дете. Да. Така што да, се уште сонувам и гледам дека тоа е позитивно во мојот случај, бидејќи кога гледам дека соништата ми се остваруваат, зошто да не сонувам и понатаму, значи и тие ќе ми се остварат, се повеќе и повеќе. Добро, сега го зборуваме малку тоа филозофски, малку по, како да речам, хиперболично, меѓутоа, да го кажам во друг речник, имам секогаш цели, имам секогаш нешта кои што се стремам, па и не само во професионалниот живот и во приватниот, и се трудам да оди се така, како што сум наумил. Се разбира, не можат нештата да одат секогаш според планираното. За среќа сум по природа доста флексибилен човек и знам да се адаптирам на ситуациите и тоа ми прави да немам како да речам, падови во случаите на некој сон ако не се оствари. Па добро, се покажа да немаш падови, се покажа кога беше кризата со ковидот. Затоа ќе го вратам тоа прашање што ти го поставив. Да, за жал морам да споменам дека некои мои колеги ситуацијата со ковидот многу ги погоди, па дури и гласовно не можат, не дека го изгубија гласот, едноставно како да не сакаат да се вратат на сцената. Се чувствува стравот, се уште неизвестност. Некој си страв. Многу ми е жал заради тоа. И прекрасни колеги, прекрасни уметници. Се надевам дека ова ситуација се ближи кон крајот и дека некако ќе се вратат пред се умствено на патот на кој што беа тргнати пред 2 години и така натаму, односно кој што го чекореа. Така. Навистина сакам многу да се разговараме, навистина имам многу прашања, меѓутоа времето ни е тоа и пробата те очекува колегите да не ни се налутат во Македонска опера и балет. Наде да ја поздравиш исто многу. Ве следев на сториња додека ви траја пробите за Травијата, значи Травијата имаме сега во петок на 17-ти. Потоа следува... Многу интересно, петок 17-ти во Италија е несреќен ден, пошто таму несреќниот број е 17, не 13, како што е во целиот свет, не знам зашто во Италија е 17, и плюс петок заедно е она како што се вели кај нас петок 13, и тоа е во Италија. Петок 17 е во Италија. Петок 17 имам. Ова е добро како податок, не сум го знал, треба да се популаризира малку кај нас. Следува, потоа кажавме новогодишниот концерт во Битола, че нам беше на 29. На 29 декември, да ги поканиме и битолчани. Благој ни беше чест што ни беше гостин. И мене беше навистина. Не го говорам ова само да ти ласкам, туку навистина знаеш колку публиката те сака и те цени. Најдобро тоа го чувствуваш кога ќе се дојдеш дома. Так. И ајде нека биде традиција втора година поред, ама и така нека продолжи секој декември да се гледаме тука на домашен терен. Да. Следната година во моментов немам ништо како се вели на агендата за декември 2022, така што може да размислуваме. Бидејќи на 30 ноември завршувам со настапите на Канарските острови, така што потоа сум слободен во декември.
Така. Сега таман ќе имаме време и да направиме некоја убава фотографија, да направиме видео, малку убрзавме пред почеток на разговорот, да ти се извинам за тоа, меѓутоа ни привршуваа вестите. Не, јас се извинувам 7 минути доснав. Не, таман си е се на Поради време. Скопскиот метеж, не сум јас виновен. Скопје да, метежот е крив, тоа знаеме. Благодарам што сепак стаса и што ни беше наш гостин. Убава проба денес. Благодарам. Се разбира, убави два настани во продолжение на 17 и на 29 и се гледаме повторно во студијето да се помобите за нови теми. А драги мои, ние ќе ја продолжиме, се разбира, темата култура, следува културниот информатор, колешката Тања Сарандеска ќе ни информира кои настани од културата ги имаме за денес и за следниве денови.